16.426 ученици од утре па се до 14 јуни ќе почнат со полагање на екстерните испити од државната матура во јунската испитна сесија. Првичните резултати од тестовите треба да бидат објавени најдоцна до 14 јули. Полагањето на државната матура ќе почне утре во 10 часот со тестот по мајчин јазик и литература. Според податоците на Државниот испитен центар, пријавени се 10.632 матуранти за македонски јазик, 5.120 за албански јазик и 418 за турски јазик. Странски јазик матурантите ќе полагаат на 10 јуни и слично како и минатите години, најголем број, односно 15.201 матурант се пријавени за англиски јазик. За математика која се полага на 12 јуни има најмал интерес, па пријавени се само 2070 матуранти. Последниот екстерен испит од државната матура ќе се полага на 14 јуни. Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од 4-годишното средно стручно образование. Покрај тоа што представува завршен дел од средното образование, има и за цел да послужи за селекција на кандидатите за запишување на високото образование. Државниот испитен центар неодамна ги објави и датумите на кои ќе се полага екстерното тестирање, а тоа се 5, 6, 8 и 9 јуни. Подготвени се 450.000 прашања за сите предмети кои до 15 мај беа јавно прикажани. Имено пратениците од СДСМ поднесоа иницијатива до парламентот за укинување на екстерното тестирање по скратена постапка, за да може да се укине до крајот на оваа година. Пратеникот од Социјалдемократскиот сојуз Стефан Богоев во телевизиско интервју истакна дека е неизвестно дали оваа година ќе се укине екстерното и поради тоа апелираше до сите партии од мнозинството да се донесат потребните измени. Неодамна министерот за образование и наука Пиштар Љутифу ја потврди информацијата дека сепак ќе има екстерно тестирање на крајот од оваа учебна година, бидејќи како што вели, законите не можат да се менуваат преку ноќ, а учениците да започнат со подготовки за полагање. За да се укине екстерното тестирање, треба да се сменат законите за основно и средно образование, како и законот за наставници. Владата треба да донесе нови измени и да ги предложи на собранието, откако собранието ќе ги усвои измените. Новите законски решенија треба да бидат објавени во службен весник за да стапат во сила.